ли излез и има ли добро за Скопје? Што мислите вие? Па јас мислам дека подоле од ова не може. И секако дека има излез, и излезот за многу скоро ќе се случи, затоа што споменавте и вие на почетокот и во најавата, за неколку месеци од сега имаме редовни локални избори, каде што е известно дека ќе има нов градоначалник градот Скопје. Генерално, она што го гледаме на дневна основа од градот Скопје, повторно ќе кажам, политички театар, политички циркус. Под превезот на декларирање на жртва, сите скопјани станавме жртви. Со 1571 освоен глас на парламентарните избори, 560.000 заложници, не држи сите нас. Прва жртва бевте безмалку вие. Јас немам проблем со тоа да се износам. Проблемот е што не се решаваат проблемите на градот Скопје. Ние секојдневно го гледаме овој политички циркус. Најверојатно и ќе продолжиме да го гледаме до локалните избори, затоа што се гледа тенденција во целата оваа работа, но дали тоа ќе го подобри и подигне квалитетот на живот во Скопје? Апсолутно не. Градоначалничката функција би требало да биде пооперативна. Значи, ние скопјани од наши средства, вработените во град Скопје, вработените во јавните комунални претпријатија и градоначалничката зема плата. Во моментот, бидејќи не може да се добие официјална информација и за вас медиумите е многу тешко да добиете официјална информација од градот Скопје, од она што не е официјално ја го имам добиено како информација, само комуналните претпријатија во рамки на градот Скопје се во долгови повеќе од 40 милиони евра. Па сега се поставува прашањето, ако сите ние сме сведоци дека ништо капитално не се случи во изминативе 3-3,5 години, ништо развојно не се инвестираше да се поместат состојбите кон подобро, напротив, све се сруши како кула од карти и све оди во надолна линија, логично е да се постави прашањето каде се парите. Парите можеби се на сметка или на нечија друга, тоа ќе покажат можеби надлежните органи кои треба да испитаат.